Штип го решава проблемот со водоснабдувањето во високите зони, со изградба на 2 резервоари во населбите Пребек и Мерите, а во текот на годината ќе почне изградбата на нов резервоар во местноста Каваклија. Со двата резервоари, кои чинат нешто помалку од 1 милион евра и се средства од самопридонесот, ќе се зголеми капацитетот на водата за пиење за високите зони, а ќе се овозможи изградба на нови населби за домување. Проблемот со сувите чешми ова лето, кои можат да потреат и по 5 дена, ќе биде надминат со активирање на водоводната линија 2. Резерварот Пребек, изградбата на резерварот Пребек, затоа што станува збор за реализација на еден крупен, голем капитален проект, е планирано да заврши во септември. Но она кое што сакам да го потенцирам пред јавноста е дека со изградбата на линија 2 високите зони ќе бидат поврзани на оваа линија и недостатокот на вода во летните месеци нема да се почувствува до тој степен компаративно со годините во минатото. Резерварот Пребек, кога ќе биде ставен во употреба, ќе биде едно дополнително олеснување и дополнителна капацитетност не само за овој долгогодишен проблем, туку и за водоснабдување во иднина на нови населби кои што како општина планираме да се изградат, затоа што со изградбата на обиколницата, која што поминува од населба Железничка, населба Пребек до населба Плужнино, се отвора една нова перспективна зона за домување и за лесна индустрија, вклучувајќи го делот кај населбата Пребек, Железничка, Плужнино, кои што досега немаа капацитетност за водоснабдување. Загубите на водата за пиење изнесуваат околу 60%, со реконструкцијата на главните, но и на секундарните водоводни линии, веќе се намалуваат овие загуби. Штип годинава ќе стартува со имплементирање на системот СКАДА. Во Штипското комунално предпријатие ќе се врши целосна контрола на водата. Ќе се следат сите дефекти, но и загубата на вода, која најчесто е поради кражба од дивите корисници. СКАДА системот е систем за контрола, мониторинг и евалуација на секундарната водоводна мрежа на територија на општина Штип, со што дефинитивно загубите кои што се прават во минатото, а изнесуваат некаде околу 60%, ќе се сведат на минимум. Значи, во првата година очекуваме тие загуби да се намалат за минимум 20 до 25%. Системот СКАДА чини околу половина милион евра. Парите се обезбедени од унгарскиот кредит, додека двата резервоари Пребек и Мерите се градат со парите од самопридонесот.